Добар ден во Дневникот во 16:30 на Канал Плюс. Еве кои настани го одбележаа денешниот ден и неделава што измина. Успешно завршија двете вечери од манифестацијата Пастармалијада 2015. Настанот ќе кулминира вечерва со настапот на фолк дивата Цеца Ражнатовиќ. Започна изградбата на третата фабрика во Терзоната во Штип. Станува збор за италијанската компанија Кондево, во која треба да се вработат 250 работници. Со вечерна богослужба во храмот Успение на Пресвета Богородица во Штипско Новосело. Од денес започнува празнувањето на Мала Богородица. Втората вечер од Штипската Пастармалијада 2015 помина во знакот на концертите на Калиопи и Желко Самарџик, кои пред публиката се представија со нивни нови, но и постари хитови. Третата и последна вечер е намената за балканската музичка звезда Светлана Цеца Ражнатовиќ, која се очекува во комбинација со Ферус Мустафов и неговите соработници да предизвика вистинска кулминација и да го даде заслужениот печат на сето она што изминатите денови го организираше локалната самоуправа. Концертот на познатата српска музичка звезда Желко Самарџич беше еден од настаните кои го одбележаа вториот ден на Штипска Пастармалијада 2015. Самарџич од возилото со кое пристигна до сцената веднаш излезе на сцена, го развиори македонското знаме и започна да пее пред штипската публика, која беше собрана во голем број на локацијата кај Штипското дуиле. Неколку минути пред Желко Самарџич да излезе на сцена, заврши концертот на македонската поп дива Калиопи, која цели 2 часа пееше пред присутните. Концертот воопшто не и представувал замор, бидејќи на синокешниот настап во Штип, како и на сите нејзини настапи, Калиопи истакна дека ги полнела нејзините енергетски батерии, посебно кога публиката пее во еден глас со неа. Калиопи ја пробала Штипската пастармалија и рече дека има незаборавен вкус. Некој ќе рече колку тоа се потрошив горе, ама не е точно. Дефинитивно е тоа полнеш, голем полнеш. Батериите се полнат кога публиката пее со вас. Апсолутно, и кога слушаат, и кога едноставно ги живеат во нивна замисла, едноставно во нивната сфера животна си ги доживеуваат нивните песми кои што јас ги пеам, впрочем и сум ги напишала, ама некаде во нив си нивните животи. Прво нешто што пробав и прво нешто што посакав денеска за време на ручекот беше да вкусам пастармалија. Ова е традиција која што трае и мора да трае, затоа што самите гледате, народот живее, градот живее и не само Штипјани, туку ова е место каде што се собираме сите ние од цела Македонија и пошироко. Традиционалната штипска манифестација Пастармалијада 2015 завршува вечерва со концертот на познатата балканска музичка звезда Светлана Цеца Ражнатовиќ, која на сцената пред публиката која се очекува во најголем број досега од цел Јужен Балкан, според програмата ќе настапи со почеток во 23 часот. Пред настапот на Цеца Ражнатовиќ ќе се представат неколку македонски музички имиња. Така некако бомбастично е осмислена целата програма за недела 20, бидејќи започнува со нашите македонски звезди од Грант. Мартинијан Кириловски и Ивона Јовановиќ ќе направат, мислам дека добар вовед во она што следува потоа. Ферусе веднаш после нив и влегувањето на Цеца е кулминација која што мислам дека овој простор не знам како ќе го издржи. Со фолклорни точки на ансамблите од повеќе земји вчера и официјално започна јубилејниот 30-ти поред фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Селото Истибања деновива ќе биде центар на фолклорот од Европа, Азија и Балканот. Манифестацијата Истибанско здравоживо, која е единствена од ваков карактер во Македонија, Србија и Бугарија па и околните земји, ќе трае до среда.
Во село Истибања, Виница, се одржува 30-то јубилејно издание на меѓународниот фестивал Истибањско здравоживо, чијшто организатор е фолклорниот ансамбл Китка. На овој прочуен фестивал се прикажува изворната традиција, обичаите, македонската изворна песна, ора, како и други знаменитости кои ја означуваат нашата земја. Наш фестивал е единствен од Македонија и од регионот, може да се каже од Србија, од Бугарија, од околните земји, кој што во календарите на ЦИОФ и ИОФ, тоа се светски организации преко УНЕСКО, каде што се гаи народна традиција, каде што се негува фолклорот и има правила кои што ние мораме да ги почитуваме и така и работиме на тоа. И пред се годинава од Македонија се она што вика шмекот на ансамблите, најдобрите врвните ансамбли и сите ансамбли кои дојдоа од другите земји од светот се врвни ансамбли, прво наградени на фестивалите во нивната земја и на секаде низ светот. На свеченото отворање на фестивалот свој говор одржа и градоначалникот на Виница Емил Дунчев. 30 години Истибања е домаќин на стотици ансамбли од сите континенти во светот. 30 години Истибања е домаќин на ансамбли од скоро сите градови од Република Македонија. 30 години овде се презентираат традиции, обичаи и култури од целиот свет. 30 години Истибања е чувар на македонската традиција, обичаи и култура. Освен настапите на фолклорни групи од Македонија, пред публиката во Истибања своји точки имаа и фолклорни ансамбли од Бугарија, Србија, Словенија, Турција, Арменија, Молдавија, како и од многу други земји. Пред 6 години. Во Китка пред 6 години. Инако Китка постои преко 30 години. Ние сме пензионери и доваѓаме и ни е многу чест. Дружиме се, одеме во други држави, викат не, во Турција, во Бугарија, Србија. Немам зборови, колку е убаво. Па колку се убави водичите, водат не сегде. Задоволни сме со се. Многу убаво. И Србија? Јас сум од Србија, доаѓам веќе 2-3 пати. Ние сме од културно-уметничкото друштво Обрашевик од Краљево. Mi smo kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Kraljeva, folklor i pesma. Ние сме од Българија. Ние сме од Бугарија, името на групата е ансамбл Белчин. Играме пирински, орашопски, македонски, северни, играме од сите региони. Името на групата е Стимулан, ние доаѓаме од Монголија и сме 7 членови. We are from Turkey. Ние доаѓаме од Турција, името на групата е ТРТ, ние сме пресрекни што сме овде. Јас го сакам овој фестивал. Учесниците по улиците на Истибања имаа дефиле каде публиката одблизу можеше да ги забележи традиционалните носии на повеќе земји од светот, инаку носиите кои ги носи ансамблот Китка се рачна изработка. Во наредните денови, односно се до среда, во рамките на фестивалот ќе се одржат целовечерни концерти во Македонска Каменица, Облешево и Виница, ќе бидат посетени повеќе културно-историски споменици во Источна Македонија, а гостите од странство во понеделник ќе ги посетат знаменитостите на Скопје. Инаку покровители на фестивалот се Општина Виница и Министерството за култура. Продолжуваме со настаните кои одбележаа изминатата недела. Започната е изградбата на фабриката Кондево во Тир зоната во Штип. Ова е трета фабрика во оваа зона, инвестиција на италијанска компанија за производство на болјари. За околу една година, откако ќе заврши изградбата на објектот, во Кондево треба да се вработат 250 работници, во поголем дел машка работна сила. Изградбата на италијанската фабрика Кондево во Штипската Тир зона е резултат на стратегијата за привлекување странски инвестиции, која владата на Република Македонија ја започна во 2006 година и дава резултати повисоки од очекуваните, истакна премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Кондево е уште една во низата компанији кои ги препознаа бизнис условите и поволностите кои како влада ги креиравме за домашните и странски инвеститори, истакна Груевски. Освен инвестиција од минимум 30 милиони евра и нови минимум 280 вработувања, премиерот Груевски ги истакна и останатите поволности од работењето на фабриката Кондево. За поздравување и најавата на компанијата за инвестиции во образованието, преку отворање на програми за стипендирање на млади, можности за стекнување на приправничко искуство, како и соработка во истражувачката дејност со Техничкото училиште и со Универзитетот Гоце Делчев во Штип.
Оваа странска инвестиција во Македонија е благодарение на презентацијата на поволностите за инвестирање во Македонија која пред 15 месеци Джери Наумов, министерот во владата за привлекување инвестиции, ја имал на Сицилија, каде за прв пат контактирал со семејството Джианони, собственици на фабриката. Кондево вложува огромна капитална инвестиција од 30 милиони евра, што го вклучува и нивниот модерен објект со целосно приспособени и автоматизирани производствени линии. Кондево ќе обезбеди професионално вработување за околу 280 луѓе, меѓу кои инженери, технички работници и менаџери, што ќе бидат потребни за управување со софистицираната машинерија и производствените линии. Нивните вработени ќе добиваат интензивна обука, стекнувајќи се притоа со деловни практики од работењето со оваа иновација на ефикасна технологија за топлинска кондензација, вклучувајќи ги тука и нивните 3 ново патентирани производи. Which includes 3 new patented products. Неделава започна академската година. На свеченоста во Универзитетот Гоце Делчев на студентите им се обрати ректорот Блажо Боев и заменик министерот Спиро Ристовски, кои на студентите им посакаа успех во академското образование. И штипскиот градоначалник Илчо Захариев им посака успех во студирањето на студентите на Штипскиот универзитет. Започна новата академска година 2015-2016 на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Првиот академски час на 8-та генерација на студенти денес свечено се одржа во мултимедијалниот центар на универзитетот. Оваа година околу 3000 студенти се запишаа на 12 факултети и 3 академии, препознавајќи ја својата иднина токму на овој универзитет. Приоритет и оваа година за ректорот се студентите и квалитетна настава. Квалитетна настава и работа со студентите за да добијат добро образование, да се најдат во живот и да добијат квалитетни работни места по завршувањето на образованието. Од Министерството за образование најавија дека наскоро ќе се реши едно од битните прашања за студентите, а тоа е проширување на сместувачките капацитети и изградба на студентски дом. Врз основа на проекциите и плановите кои што ги имаме поврзани со студентското сместување, има во план ние со досегашниот и сега и со новиот ректор заеднички ќе процениме каде, во која фаза и со колкав капацитет ќе се пристапи во насока на обезбедување на дополнителни студентски места, така да тоа е во рамки на приоритетите кои што заеднички со раководството на универзитетот ќе ги реализираме во следниот период. Благодарам. На вчерашната ректорска управа професор доктор Саша Митрев официјално му е предаде функцијата на новоизбраниот ректор професор доктор Блажо Боев. За нов ректор професор доктор Боев беше избран на 110-та седница на Универзитетскиот сенат, со што доби мандат од 4 години и на оваа функција може да биде најмногу 2 мандати. Во посета на Штип неделава беше министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Таа ја посети изложбата на монети во уметничката галерија Безистен, а беше и во црквата Свети Спас. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денес беше во работна посета на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Штип. На средбата се разговараше за динамиката со која се реализираат проектите кои се во тек и за оние кои се предвидени за наредната година. Како дел од средбата беше и посетата на црквата Свети Спас од 14 век, каде пред известно време беше завршена конзервацијата на фреско живописот и целосно се санираше кровната конструкција. Она на што во овој момент се работи е конзервација на икони од црквата Успение на Пресвета Богородица во Ново село, кои по завршувањето на нивната обнова ќе бидат изложени во галеријата на црквата. Можев да се запознам со динамиката и текот на конзервација на овие икони при конзерваторското оделение во самата институција Завод и музеј Охрид, со самите конзерватори кои што интензивно работат на конзервација на овие вредни икони. Веќе половина од иконите, над 40 се конзервирани и се складирани во депото, се работи на останатиот дел до 85, на втората фаза, така да согласно динамиката, овој проект треба да заврши следната година, каде што ќе се реализира и галерискиот простор во црквата. Во наредните 5 години во Штип целосно ќе бидат обновени фасади на уште неколку куќи и објекти кои се заштитени со закон. Во делот на Ново село се планираат уште 2 куќи, тоа е куќата на Личкови и куќата Крстимир Сирков 69, познатата куќа каде што се снимаше филмот Среќна нова 49 година. Планираме исто куќата на Дели Петриви да ја санираме фасадата. Една од објектите каде што ќе се финансира санација на фасадата и Гарни хотелот.
Со зачувување на старата архитектура во Штипско Ново село и се она што досега направено на инфраструктурен план, ќе се врати стариот сјај на ова значајно место за Штип, истакна Илчо Захариев, градоначалник на општина Штип. Многу значаен сегмент е зачувањето на таа стара архитектура. Личковата куќа е многу битна, Станчевата куќа, куќата на Лазарови. Секако дека музејот на ВМРО со восочни фигури беше навистина право откровение за нашиот град. Да речеме, јас моите гости, амбасадори кои доаѓаат, прво ги носам во Ново село. И лично мислам дека следните 2 години Ново село ќе си го добие на значајно место, затоа што ретко некое така мало место, на така мал простор има толку богато културно наследство. Во проектот за обнова на црквата Свети Спас се вклучи семејството Милеви, кој финансиски го помогна овој проект. За следното празнување на Свети Спас, околината, инфраструктурата, зеленилото ќе биде во многу подобра светло, за да можат нашите сограѓани со задоволство и да бидат присутни на празникот на Свети Спас. При крај пробивањето на пристапниот пат до Брана Речани. До крајот на годината целосно треба да заврши пробивањето и подготовката за асфалтирање на делницата. Паралелно се работи и на изградбата на самата брана. Градежниците кои работат на пробивање на пристапниот пат од местноста Мегдан до двете реки велат дека веќе го слушат џуборот на Оризарска река, што значи дека се близу до целта. Неголемиот дел од работите за пробивање и изградба на патот се извршени, а моментално се работи на кракот кој ќе се поврзе со речното корито. Бројна механизација работи на повеќе потези на патот, а минерите поставуваат ново минско поле на карпестиот дел. Иако времето е мошне топло, силните машини не застануваат. Земените работи се веќе во фаза на завршување, односно 90% према зборовите на изведувачот, Трансмет, 90% од земените работи се завршени. Тоа е еден добар знак дека работите течат според планот и дека до крајот на годината тие целосно ќе завршат работите околу пробивањето и ќе започнат работите околу подготовката за асфалтирање и самото асфалтирање. Паралелно со работата на патот течат активностите и договарањата со градежните компании за изградба на телото на браната, како втора фаза од проектот Речани. Значи, како што знаеме, на повеќе лотови, на повеќе пати ќе се работи ова целосна брана. Првата фаза е овој пристапен пат, втората фаза е изградба на телото на браната. Експроприацијата и во тој дел е завршена и се очекува до крајот на наредната недела да се завршат преговорите, односно да биде отворена првата фаза на преговори со градежните фирми. Тоа значи распишување на тендерот за телото на браната и после 4 до 5 месеци да имаме и изведувач на самата брана, значи паралелно со завршувањето на патот да може да се прават подготовки за изградба на самата брана. Председавачот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров во реализацијата на овој проект гледа комплексна можност за развој на овој реон од општината. Овде се работи за тежок терен, непреоден терен и сметам дека ова ќе придонесе за развој на овој дел од нашата општина, пред се за развој на туризмот со изградата на браната, а и овие захвати, како што граѓаните ќе може да видат од вашите снимки, се работи за претежно за шумски појас, кој ќе биде добар и за излетнички места понатаму и за развој на туризмот. Православните христијани во текот на утрешниот ден ќе го празнуваат денот на раѓањето на Мајката Божија, Пресвета Дева Марија, родена од своите стари родители Јоаким и Ана, кои долги години немале деца. Родена е во Назарет, а после 3 години одведена во храм во Јерусалим, од каде се вратила во Назарет за наскоро да ја чуе благовеста на светиот архангел Гаврил за раѓањето на Синот Божји Исус Христос. Празнувањето во Штип започнува денес со вечерна богослужба во храмот Успение на Пресвета Богородица во Ново село. Пророштвото од Стариот Завет, исчекувано со векови, да дојде мајката која ќе го роди Господ Исус Христос, односно Бог ќе се јави во тело и таа е спасител на човечиот род, како што дојде гревот преку жената од Ева со Адам и Ева, така и спасението требаше да дојде преку жена. А таа жена беше Марија, Богородица, која го роди Господ Исус Христос и целиот свет преку неја го доби своето спасение. Светата црква ќе чествува со
вечерното богослужение во 17 часот, кој ќе се служи во храмот Успение на Пресвета Богородица во Ново село. Утредента ќе биде светата архиерейска литургија со повеќе свештенослужители од Брегалничката епархија под раководство на митрополитот Брегалнички господин Иларион со почеток во 8 часа. Најмалку 57 цивили загинаа, а околу 130 се ранети во последниве 24 часа при воздушни напади на арапската коалиција предводена од Саудиска Арабија врз цели на територијата на Јемен под контрола на бунтовниците. Според представник на медицинските служби, само при нападите во реонот на градот Сана загинале 19 цивили, а 109 се ранети. Други 38 цивили биле убиени, а 27 ранети при напади на авионите на арапската коалиција во северната провинција Садах, која важи за упориште на бунтовниците Хути. Според податоците на Обединетите нации, во судирите меѓу завојуваните страни и при нападите на силите на арапската коалиција во Јемен од март па до сега загинале над 4500 лица. Околу 10 милиони грци денеска гласаат на предвремени парламентарни избори, втори за оваа година. Денешните избори се организираат поради тоа што поранешниот премиер Алексис Ципрас го загуби парламентарното мнозинство по бурни несогласувања во неговата партија околу содржината на последниот договор со меѓународните кредитори на земјата. На завршните митинзи лидерот на Сириза Алексис Ципрас го повика народот да му изгласа доверба за нов силен мандат. Повеќе анкети на јавното мислење последните денови покажуваат мала предност на Сириза. Околу 10 до 15% од грците се уште не одлучиле за кого ќе го дадат својот глас, а од нивното решение во голема мера ќе зависи изборниот резултат. Соединетите Американски држави и Кина веќе неколку недели водат преговори за прашања поврзани со сајбер безбедноста, кои би можеле да завршат следната недела со склучување билатерален договор во оваа сфера. Евентуалниот договор за сајбер безбедност меѓу САД и Кина би можел да биде потпишан за време на посетата на кинескиот претседател на Вашингтон. Договорот би се однесувал на спречување сајбер напади врз електроцентрали, телекомуникацијски системи и болници. На првиот надпревар од седмото коло од македонската прва лига кој се одигра на стадионот Никола Мантов во Кочани, се сретнаа екипите на Брегалница и Царев двор, со што надпреварот заврши со победа на гостиното 3:2. Фудбалерите на Младост Царев двор со овој трет надпревар ја продолжуваат победничката низа во првата лига, триумфирајќи на гостувањето против Брегалница. Сините не успеа да ги освојат толку посекуваните 3 бода, а Царев двор со одличната игра успеа да го надигра домајкинот. Во моментов Брегалница се наоѓа на 7-то место на табелата со 6 бода, додека Царев двор е трети со 12 бода. Денес на програмата се и останатите надпревари од ова седмо коло. Вечерва во 19 часот е големата битка за освојување на златото на стадионот во Лил, каде што се игра финалето на Европското првенство во кошарка помеѓу селекциите на Шпанија и Литванија. Шпанците се фаворити, но литванците покажаа дека играат борбена кошарка и се очекува неизвестна битка. На последните 4 средби шпанците победија 3 пати, додека Литванија го доби последниот дуел на Европското првенство во 2011 со 79-71. Представниците на Сдруженијето на клубови од првата лига на седница во просториите на Македонската кошаркарска федерација одлучија сезоната 2015-2016 во првата македонска лига да започне на 10 октомври. Според новиот систем за надпреварување, првата лига ќе се игра 4 кружно, а во плей-офот ќе се пласираат 6 најдобри екипи по 28 кола. Полуфиналето и големото финале е одлучено да стартуваат од 0:0, без разлика на меѓусебниот скор на противниците во претходните средби. На седницата на Сдруженијето воедно беше констатирано дека согласно регистрациониот правилник, клубовите ќе имаат право на трансфери се до крајот на првиот круг на надпреварување, поточно пред првиот надпревар од 15-тото коло.
Ова е се во првото издание на Дневникот, вториот Дневник е во 20 часот. Имајте пријатно попладне со нашата програма.